Вторник, 29 април 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за темите со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Советот на општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 55-та седница. Беше усвоен кварталниот извештај за извршувањето на општинскиот буџет во првиот квартал од годината. Со 12 гласа за, 6 против и 1 воздржан, Кавадаречкиот совет на денешната редовна 55-та седница го усвои кварталниот извештај за извршувањето на општинската каса во првите 3 месеци од 2025 година. Опозицијата констатира слаба реализација и голем доспеан долг на општината, а владеачкото мнозинство успешно работење на општина Кавадарци и како во минатите години и годинава ќе има успешно реализиран буџет. Советникот Павле Маневски од СДСМ во својата дискусија рече дека општината имала долг од 3 милиони евра кој бил доспеан за наплата. Задолженоста е поголема од тоа што сме навикнале да гледаме, забележа советникот Јован Златевски и праша дали општината има план како ќе се исплаќаат обврските. Советничката Веса Богева од СДСМ пак рече дека во првиот квартал има 0% реализација на капитални проекти кои треба да се финансираат со пари од унгарскиот кредит за кој општината има аплицирано пред 5 месеци. Советникот од ВМРО ДПМН Филип Тасев реплицираше на Богева дека на терен во Дабниште веќе се реализира проект со финансиска поддршка од унгарскиот заем и дека до почетокот на изборите ќе се отпочнат со реализација уште многу проекти. Точно е дека реализацијата од унгарскиот кредит е нула, но ги уверувам граѓаните дека тие средства се строго наменски за проекти кои добиле зелено светло и се исплаќаат по нивна реализација, рече советникот од ВМРО ДПМН Петар Николов. Валентина Бањанска, советничка од СДСМ, забележа за слаба реализација на предвиденото во делот на јавната чистота, паркови и зеленило. Сериозно потфрламе кај капитални проекти. Долгот расте, никогаш не сме имале повисоко ниво на задолженост на општината во нашиот мандат. Задолженоста е едногодишен буџет, а тоа е високо задолжување, констатира Вукомелов од СДСМ. Советниците Александар Мукаетов и Горан Кузмановски од ВМРО ДПМН нагласија дека како што се реализираа буџетите над 90% во минатите години, истото ќе биде и годинава. Се осврна и на реализираните проекти. Председателот на Советот, доктор Стојан Чорамов, во својата дискусија нагласи дека општината се движи во вистинска насока и дека се реализирани бројни проекти, како со сопствени средства на општината, така и со средства од претходната и сегашната влада. Општината има план и трезвено размислување, одговори градоначалникот Митко Јанчев на забелешките од опозицијата за висока задолженост. Кавадарчани живеат во една модерна урбана средина. Реализиравме бројни проекти кои го подобрија животот на граѓаните во сите сфери. Деновиве започнуваме со реализација уште неколку нови проекти. Капиталот на општина Кавадарци е значително зголемен, над 50 милиони евра, за разлика од 2018 кога беше 15 милиони евра. Се што не беше функционално, ставивме во функција. Општина Кавадарци има капацитет за сервисирање на обврските. Тврдам дека општина Кавадарци не е презадолжена и плаќањето на обврските нема да биде на дополнителен терет на граѓаните, истакна Јанчев, меѓу другото во својата дискусија. Советот денеска усвои повеќе предлог одлуки, решенија и програми. Се работи на одбележување на хоризонтална сигнализација на улицата 8 септември и асфалтирање на прокопи на улицата Петар Јуруков. Одбележувањето го врши градежна група од јавното предпријатие Паркинг Кавадарци, додека прокопите се санираат од страна на фирмата Инвест Груп Скопје. Во дневникот информација од билтенот на МВР. Синоќа во 2 часот и 5 минути полициски службеници од полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај при ОВР Кавадарци ги лишиле од слобода АМ44 и ГМ40 години, двајцата од Кавадарци. Тие биле затекнати во патничко возило Форд со кавадаречки регистарски ознаки, додека користеле наркотична супстанца и при обид за превземање понатамошни мерки,
АМ истурил на асфалтот кафеава прашкаста материја. При прегледот кај нив биле пронајдени и одземени предмети со остатоци од НН прашкаста материја. Увид извршила увидна екипа од ОВР Кавадарци и по документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко денеска промовираше прирачник кој го изработија заедно со стручни лица од Дрекслер Мајер Македонија. Конкретно, прирачникот се однесува на инклузија во образованието, односно проект кој беше работен во рамките на Еразмус Плюс програмата. Ние, како училиште Киро Спанџов Брко, веќе неколку години успешно соработуваме со Дрекслер Мајер, односно во рамките на системот на дуално образование, преку нашите ученици кои што реализираат учење преку работа во таа компанија и кои што имаат можност да се сретнат со реални производствени процеси. Оваа соработка ни овозможува стекнување на применливи знаења, вештини, искуства, како и директна подготовка за пазарот на труд, како и развој на работни навики на самите ученици. Покрај таа континуирана соработка, нашето училиште учествува и во бројни заеднички проекти, заедно со компанијата Дрекслер Мајер, како што и овој Еразмус Плюс проект, кој што е насловен како АјЛЕП под партнерство на истата компанија. Проектот е дел од програмата на Европската унија за образование, обука, млади и спорт и се фокусира на темата инклузија во образованието. Целта на проектот е развивање и промовирање на пристапи кои овозможуваат еднакво учество на сите учесници во образовниот процес, независно од нивните индивидуални потреби, потекло или околности. Преку заеднички активности учениците се охрабруваат да бидат дел од инклузивна, интеркултурна и мотивирачка средина за учење. Во рамките на овој проект денес се одржува заеднички завршен настан од проектот со учество на наши наставници, представници од компанијата, како и наши поканети заеднички гости. Настанот има за цел да ги представи досегашните резултати од проектот, да ја зајакне врската помеѓу образовните институции и индустријата и да ја истакне важноста на инклузијата во образованието. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко од Кавадарци и Дрекслер Мајер преку овие форми на соработка активно предонесуваат за создавање на поквалитетно, практично и поинклузивно образование на младите генерации. Денеска кавадарчани се соочија со предизвиците и стигматизацијата. Станува збор за проект во кој се потенцираат проблемите и предизвиците на лицата со попреченост од едната страна, со медицинската фела, социјалните работници и други општествени чинители. Денес имаме една активност од проектот кој што ќе се реализира во период од 2 години, поддржан од Civica Mobilitas програмата на Швајцарската агенција за обнова и за развој. Значи, овој проект всушност ќе понуди за лицата со попреченост да имаат поадекватен и подобар третман во рамките на здравствениот систем на Република Македонија и секако ќе се потрудиме низ активностите кои што ги работиме да детектираме кои се оние најболни прашања за да можеме да ги извлечеме и при тоа да направиме промена во Законот за здравствена заштита и Законот за социјална заштита, пак ќе кажам се со цел за да се подобри квалитетот на живот на лицата со попреченост. Инаку во овој проект како носител на проектот се појавува порака Некотино невладината организација, а партнер организации сме Еко животот Кавадарци, Издружение на лица со церебрална парализа и други попречености од Велес. До сега реализиравме неколку тркалезни маси, каде што успеавме практично да ги извлечеме на површина најболните точки што се однесуваат во доменот на здравствената заштита и во доменот на социјалната заштита и конкретно ги слушнавме од устата и односно беа презентирани од страна на лица со попреченост и на нивните родители, нивните старатели кои што се грижат за нив. Се надеваме дека со реализација на проектот ќе успееме да промениме барем 1 до 2, ако не и повеќе законски регулативи и
и на тој начин да помогнеме овие лица многу подобро да се чувствуваат и да имаат поквалитетен живот. Многу е битно пред се здравствените организации, дали се од примарното, од секундарното и од терцијалното здравство да бидат пристапни за лицата со попреченост. Лицата со попреченост да имаат поадекватен и побрз прифат кога се наоѓаат во здравствените организации. Нешто што е многу битно, општите лекари, стоматолозите и гинеколозите ќе треба најверојатно да се стекнат со дополнителни информации и знаења за лицата со попреченост и секоја општа амбуланта, стоматолошка и гинеколошка амбуланта да може да работи со оваа категорија на граѓани. Пред се ќе работиме многу на пристапноста на објектите, на здравствените објекти, заради тоа што сведоци сме, па кај нас во Македонија буквално не само здравствените објекти, туку буквално се е непристапно од физичка страна, ако зборуваме, значи постојат такви бариери. Секако нешто што е најбитно, би сакале можеби партиципацијата на лекови, на ортопедски помагала или да се намали или буквално да снема. Нешто што е битно, ортопедските помагала имаат некој временски рок кога треба да се набавуваат, да се намали тој рок и тие буквално да бидат направени според потребите на лицата со попреченост, односно да се изработуваат адекватно според потребата на секоја индивидуа. Друго, да не бидат од увоз од странство, туку да бидат квалитетни ортопедски помагала кои што ќе му голеснат животот на лицето со попреченост. Пред се имаме куќи, односно фабрики кои што овде во Македонија изработуваат ортопедски помагала, меѓутоа тие за нашите граѓани не се достапни, туку се наменети за извоз. Така да имавме на активност анкетен прашалник за каде што луѓето конкретно потенцираат дека имаат потреба од квалитетни и добри ортопедски помагала. Друго што е многу битно, кога се наоѓаат во болница, мораат болниците, односно здравствениот систем да обезбеди кадар кој што би се грижал за овие лица. Не секое лице со попреченост има можности да има некој кој што ќе биде со него или пак некој кој што 24 часа ќе му нуди грижа додека се наоѓа во болницата. Нешто што исто така битно што се детектираше низ сите овие работилници кои што ги имавме, банското и климатското лекување за лицата со попреченост. Имаат можност само еднаш во годината да отидат, меѓутоа оние кои што се со потешок телесна попреченост не можат сами да престојуваат таму. Нивните придружници мораат да платат како за хотелско сместување и всушност ова право кое што на вистина им е право на некој начин станува бариера. Тие не можат да го искористат бидејќи нивните родители и старатели немаат можности за едно банско лекување од 21 ден да платат по 60 и повеќе илјади. Така да овие се некои од клучните прашања кои што ние еве ги детектиравме, ги осознавме и мислам како организација ги знаеме многу подолго, меѓутоа еве повторно сакаме да го отвориме прашањето и да дискутираме на оваа тема. Секако тука се и прашањата од аспектот на социјалната заштита, потребата од зголемување на социјалните услуги, времето на часови кои што се испорачува од страна на социјалните услуги, потоа кои луѓе можат да ги имаат, а кои не можат да ги имаат заради тоа што немаат еднаков третман лицата со попреченост. Во моментов се опфатени оние кои што се со телесна попреченост и кои што се целосно слепи со личната асистенција и помош и нега. Ова треба малце да се прошири лепезата и да биде значи за лицата со интелектуална попреченост и со аутизам. Меѓутоа прашањата, верувајте, проблемите се многу, ги има многу. Ние да тргнеме од некаде и се надеваме дека ќе најдеме поддршка и од пратениците во сегашниот парламентарен состав, дека ќе бидат наши сојузници во оваа работа и ќе ни помогнат еве барем да успееме до крајот на годината да смениме едно од овие конкретни еве неколку проблеми кои што ви ги потенцирав сега во моментов. Анкетата се спроведе на територија на трите општини, меѓутоа имаше меѓу општини градско, мислам Чашка. Ако во Македонија за една просечна анкета се барат одговори од 1100 лица, одека се направија 239 анкети, од кои 150 на теренски беа, по 50 Кавадарци, Неготино и Велес, и 89 одговори добивме преку онлайн анкетата. Тоа значи 239 луѓе одговорија на поставените 40 на прашања од таа анкета и баш во моментов денески во Кавадарци го избравме, бидејќи партнерите сме тие, што ги кажа Далиборка, и во секој од градовите пробуваме да ја анимираме јавноста организирајќи вакви настани. Денеска му падна редот на Кавадарци, како домаќин да ги представиме резултатите. Анкетите ќе дадат една поширока и конкретна слика и со проблемите со кои се соочени, што ги спомна Далиборка. И крайната цел е, како што кажа,
прифатот и третман на самите лица со хендикеп, кои што во годините назад, знам дека бројни се иницијативите, бројни се организациите кои што го работат феноменот, ние го нарекуваме хендикеп, се залагаат за разноразни права и основи, меѓутоа мислам дека дојде времето кога самите организации со семејствата и организациите кои што работат со лица со хендикеп малце ја побудивме јавноста не само тука во регионот и пошироко, каде што спомна и Далиборка, сакаме да се извршат измени и дополнени на двата закони за почеток, односно одредени одредби во тие закони, каде што на некој начин би им се олеснил секојдневието, бидејќи се кине таму кај што е најтенко, а лицата со хендикеп, нивните семејства се едни од најсиромашните во Македонија. Да бидам искрен, над 90% од искуството кој што го имам во изминатите години кажуваат дека тие семејства, бидејќи сиромашници, бидејќи не можат или не може да најдат систем во кој што нивното дете би било оставено, односно вградено во системот, дали на образование, дали во градинки и така, и тие родители остануваат без работа, не можат да придонесат семејството, автоматски тоа е, ја го викам, праг на сиромаштија се јавува токму кај тие семејства. Ќе видиме резултатите што ќе покажат. Ова анализа, бидејќи како партнери и ние за прв пат ќе гледаме дел резултати кои што се представуваат сега, заклучоци, како што каже Далиборка, ќе се оставиме сите заедно како партнери и во периодот кој следи ќе треба да стискаме до националните институции да дел од работите кои што сме ги планирали да ги реализираме. Општина Неготино се подготвува за реализација на еколошката акција Генералка Викенд. Се очекува сите заедно, јавниот и приватниот сектор, фирми и поединци да дадат придонес за позелена, поубава и почиста општина Неготино. Општина Неготино интензивно се подготвува за реализација на еколошката акција насловена како Генералка Викенд, која ќе се спроведе на повеќе локации на територијата на општината во периодот од 9 мај петок до 11 мај недела. Се очекува во акцијата покрај вработените во општина Неготино, јавното претпријатие Комуналец, основните и средното училиште и други институции и установи кои имаат пријавено интерес за учество во истата и давање сопствен придонес за здрава и чиста животна средина, да се вклучат и заинтересирани поединци, граѓани, издруженија, спортски клубови, друштва и други. Со тоа, сите би биле дел од оваа еколошка акција со чија реализација сите заедно ќе имаат можност да дадат придонес за позелена, поубава и почиста општина Неготино. Според изготвените план и програма за изготвување на активностите од страна на стручните служби при локалната самоуправа, предвидено е расчистување на 10 локации на територијата на општина Неготино. Сите заинтересирани за вклучување во големата еколошка акција за утврдување на локацијата каде што би ги реализирале активностите, можат да го контактираат одговорното лице од општина Неготино, Маја Јаневска, или на телефонскиот број 071 219 073. Ако има потреба, ќе се ограничи маржата на цените на производите во маркетите, доколку по завршувањето на владината мерка која трае до утре, Државниот пазарен инспекторат утврди енормно зголемување на цените, изјави денеска заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Крајните резултати ги чекаме наредната недела. Ако има потреба, би продолжиле со мерка. Ако нема потреба, тоаш останува пазарната економија да ги регулира цените. Се надевам дека поучени од минатото, сите они учесници во ланецот на трговија се надевам ја научија лекцијата дека пред се треба да бидат граѓаните и заштитата на животниот стандард и ние сите заедно треба да направиме да го заштитиме стандардот на граѓаните, односно да не правиме како да кажам, вештачко подигнување на инфлацијата и цените, кога нема и економски прилики за тоа. Обвинителството да го истражи скандалот со Стефковски и да утврди одговорност за сите, побараа денеска од опозиционата СДСМ.
Скандалот со братот на градоначалникот Бобан Стефковски, кој дивееше по скопските улици, а потоа беше ослободен од страна на Министерството за внатрешни работи, го потврди она што сите многу добро го знаат. За функционерите на ДПМН и нивните роднини, законите не важат. Министерот Панче Тошковски беше принуден јавно да го признае скандалот, но само откако СДСМ го обелодени случајот. Граѓаните, почитувани, не се наивни и многу добро знаат да не реагиравме ние, ова скандалозно самоволие ќе останеше скриено од очите на јавноста, а прекршителите недопирливи. Само затоа што се роднини на функционери од ДПМН. Но скандалот, почитувани, отвара и нови аспекти. Дали лично градоначалникот Стефковски се јавувал на посочениот началник во Министерството за внатрешни работи за да врши притисок и да обезбеди ослободување на својот брат? Дали ќе има кривична одговорност за тоа што казната му е напишана на друго лице? Граѓаните заслужуваат честно, одговорно и транспарентно раководење, а не злоупотреба на службени позиции за заштита на привилегираните функционери, нивните роднини и нивните пријатели. Овој настан, почитувани, ја покажува целосната нефункционалност на правниот систем под водство на ВМРО ДПМН и ја разоткрива нивната двојна политика. Едно правило за обичните граѓани, друго за привилегираните блиски до нив. Затоа сега прашуваме гласно и прашуваме јасно. Кој ќе ја преземе политичката одговорност за овој тежок скандал? Дали Стефковски има доблест да поднесе оставка? Дали министерот Тошковски ќе си замине од функцијата поради очигледната злоупотреба на полицијата во заштита на блиските функционери од ДПМН? Ги повикуваме сите надлежни институции, вклучително јавното обвинителство, веднаш да отворат истрага за постапките на полицијата и за евентуалната вмешаност на Стефковски. СДСМ останува на страна на граѓаните и ќе продолжи безкомпромисно да се бори против сите злоупотреби, без разлика од каде доаѓаат. Граѓаните сакаат правда, граѓаните сакаат институции кои работат за нив, а не за заштита на блиските до врвот на ВМРО ДПМН. Кога Филипче вели дека народот треба да учи од Заев, дали мисли на криминалот? Прашања на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Кога Филипче вели дека народот треба да учи од Заев, дали мисли на криминалот од 8 милиони во глобал? Венко Филипче вели дека нема друг како Заев и дека народот треба да учи од него. Дали мисли на тоа како да се направи криминал од 8 милиони евра и да не се одговара? Заев беше фатен во криминал од 8 милиони евра. Требаше да заврши зад решетки и беше амнестиран од Црвенковски. Дали Филипче е воодушевен и од тоа? И дали и на тоа мислеше кога го фалеше Заев? Или пак тоа може ќе го осуди? Венко Филипче треба да каже дали се воодушевува на криминалот на Заев, кој му донесе милиони евра, а благодарение на СДС остана неказнет. Добро е што Венко Филипче призна и кажа се. Народот сега нема простор за двоумење и знае што Венко Филипче сака. Тој сака да биде криминалец како Заев. Продолжуваме со спорт. Утре продолжуваат четвртфиналните дуели во машка и женска кошарка. Тиквеш Голден Игл му гостува на Шкупи, а Про Баскет го пречекува тимот на Крива Паланка. Кошаркарските возбудувања во машка и женска конкуренција продолжуваат со засилено темпо. Кај мажите веќе утре, среда, 30 април, ќе се одиграат средбите од третото коло од четвртфиналните дуели. Паровите се Феникс МЗТ, Чаир ТФТ, Кожув Куманово и Пелистер Работнички. Во една ваква ситуација сите гостински екипи имаат предност од 2-0 и секоја победа на гостинскиот тим, односно брейк, ќе значи и пласман на истата екипа во полуфиналето. И во плей-аут над преварите утре ќе се одигра третото коло во кое ќе се сретнат Шкупи, Тиквеш Голден Игл и гости Варвардар.
Овде се очекува до крај да биде неизвестна борбата за опстанок помеѓу екипите на Гостивар и Шкупи. Кај девојките ќе се одиграат вторите четвртфинални дуели во кои би се сретнале Спорт Тим Баскет Кам, Патриот Бадел, МЗТ Вардар и Про Баскет Крива Паланка. Исто како и кај мажите и кај девојките, гостинските екипи имаат предност од една победа. Пионерите на ГРК Тиквеш ќе се борат за место на Final Four. Останатите млади кавадаречки ракометни категории и оваа година во рамките на нивната просечност. Младите кавадаречки ракометни категории и сезонава во рамките на она просечното. Младинците на ГРК Тиквеш играа во групата Б и забележаа 5 победи, 8 порази и 1 нерешен резултат. Чисто како репер, во групата на нашите младинци први се Multi-Essence со максимални 14 победи, а во другата група први се Eurofarm Пелистер со максимални 12 победи. Кај кадетите идентична слика. Во групата Б нашите кадети забележаа 7 победи и 11 порази. И пак, како репер, во групата со нашите кадети први се Multi-Essence со 17 победи и само 1 пораз, а во другата група први се Eurofarm Пелистер со максимални 18 победи. Пионерите на ГРК Тиквеш внесоа малку светлина во просечноста на кавадаречката ракометна иднина, бидејќи се пласираа за завршните борби. Од А групата во четвртфиналето одат екипите на Охрид и екипата на Динг 2021. Од групата В пласман понатаму обезбедија Вардар и Алкалоид. Од Г групата првите две места ги освоја Аеродром и Multi-Essence, а од групата Б, каде беа кавадаречките пионери, најубедливи беа пионерите на Eurofarm Пелистер 2, кој без пораз го освоја првото место во групата Б, пред Тиквеш кој забележа 10 победи и 6 порази. Познати се веќе и четвртфиналните двојки во кои ќе се сретнат Динг Eurofarm Пелистер 2, Multi-Essence Вардар, Алкалоид Аеродром и Тиквеш Охрид. Охриджани во групата А имаа скоро 11 победи и само 1 нерешен резултат. Ке се игра по принципот 2 надпревари. Дома на 3, односно 4 мај и на гости на 9, односно 10 мај, а победниците ќе играат на Final Four турнирот во мај месец 16, односно 17 мај, чиј домакин дополнително ќе биде одреден. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Утро ведро и посвежо, преку денот сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, температура до 24 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме овој 29 април. Веќе за утрешниот ден, 30 април, следете неповторно во 20 и 22 и 30 часот.